Вторник, 16 април, кратки вести во 12 часот. Охрид заедно со Скопје и Битола останува рај за градежниците. Согласно одобренијата за градба во последниве 6 месеци, овие општини се меѓу најпримамливите за градба. Тука во следниот период треба да никнат најмногу нови стамбени објекти ако се остварат сите одобренија за градба издадени во февруари годинава. Во овој месец во Охрид биле издадени 10 одобренија за градење. Според податоците на Државниот завод за статистика, од нив 8 се на физички лица, а 2 на деловни субјекти. Предвидена е градба на 75 станови со вкупна корисна површина од 4968 метри квадратни. Попаметниот споменик на Григор Прличев во просториите на Друштвото за истражување и развој Сефиданис во Охрид моментално се изработува вториот паметен споменик поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој. Се уште се размислува околу локацијата каде ќе биде поставен и на кого ќе биде посветен. Професор доктор Анис Сефиданис во изјава за Супер Радио додава дека покрај тоа во финална фаза е и производството на првиот регионален хуманоид, целосно автономен робот во природна големина на човек. Во склоп на поранешната касарна во Охрид ќе се гради најголемиот рекреативно-авантуристички парк во југоисточна Европа. Согласно проектот предвидено е да се изградат 2 типа за деца од училишна возраст и за возрастни лица. Градоначалникот Кирил Пецаков информира дека подготвителните работи се во тек. Ке користи еден од најбезбедните системи за ваков тип на активности, а неговата изградба нема никакво негативно влијание врз животната средина. Целта е подобрување и проширување на туристичката и спортска понуда и привлекување на странски и домашни посетители. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 21 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.